Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце, гостин вечерва во емисијата се блокирав. Александар Истевски. Се блокирав. Спомнавме, значи пред да почнеме, спомнавме 4 имиња и Александар се изблокирав. Нели, спомнавме колеги мои, спомнавме и толку. Пријатели, познаници и така. Гледа сега зошто јас неќам муабе да правам со гостинот пред да почне емисија. Токму од овие соображенија. Ке ми отиде мисловниот процес и гледа вака ќе се избрукаш. Да сме живи и здрави. Се знаеме доволно долго и доволно добро. Убаво ме подсети, ја промовирав твојата книга тоа беше водич за музеи низ Македонија, една прекрасно луксузно Скопје музеум тур, да, на англиски. Луксузно издание и така ти честитам заради тоа. Но претходно јас повеќе те знам од твојот ангажман со веб страната која беше убава парадигма на некои си шарени страни кои се појавуваа во меѓувреме, а тоа беше култура. Да. Култура. Да. За жал страната не постои, но ти ја одржуваш како Facebook страница сега. Не, веб страната функционира се уште. Пак се брукам. Зошто не ми се отвори? Но Јанко со послаб обем. Денеска плюс имавме некакви, јас ќе се извинам еве тие што не ја знам. Kultura.mk. Да, COOL тура. Сега има денеска некаков апдейт, нешто се прави на серверот. Затоа не ми се отвори. Еве, може кешира кај мене. Има реален денеска некаков проблем со одржување, не е битно. Тоа е единствен специализиран сајт за култура и образование, можем да кажем, кој во континуитет екзистира цели ќе полни 9 години. Како функционира, јас и знам. Јас мислам дека дете да чував ќе го изгледав досега, ова буквално мое дете, и не е од оние сајтови каде што ќе ставиш информации и ќе ги заборавиш, значи има и дневна динамика. Бевме мал тим, бевме тројца, четворица, па еден човек, па пак еден, двајца. Значи збораме за мала екипа или во основа неретко и one man show. Прашање на поддршка, да кажеме, и финансирање, кој задниот период го нема. Не би дебатирал и не би навлегувал зошто. Може би е неретко и немука е незаинтересираност на некаков си бизнис фактор. Државата во моментов очигледно не сум ми симпатичен, неколку пати имав во 2 или 3 наврати некаков... Здраво, колега, како си? Мило ми е. Во 2 или 3 наврати имав некаква поддршка од Министерство за култура тогаш. Минатата година бев гладко одбиен, исто се случи со градот и така. Мило ми е што, еве, барем кога е таа веб страница во прашање култура, дека е проект што луѓето не го поистоветуваат со мене. Во смисла што неретко моите ставови, однесување, реторика не соодветствува. Сајтот е максимално чист, искрен и промотивен. Значи нема тенденција да завзема страна, да напаѓа, него едноставно промовира култура, наука и образование. Има и други страници кои тоа го прават, ама онака вулгарно политички, со добра естетика, морам да признам, не колја мрак, ја не можам да му го подценам знаењето и естетиката која поседува, но неговото лудило политичко за пресметување и за злоупотреба на културата и пишаната реч за неговите лични агенди и оние кои го кешираат, тоа е вулгарно. И затоа култура беше добар пандан, но за жал очигледно, знаеш како, перцепирам и не е чудо што шарената револуција и успеа. На толку пари и ќе успееш. И едноставно се позиционира како кул, како како прогресивни, затоа што нема дисџокеј, нема авангарден артист каде што не се допра од фондовите на Сорос и на USAID. Додека другата страна, таа, да речеме, по-стрейт некоја страна, македонска или што ти ја знам, никогаш немаше добро уво да финансира проекти на подолг рок. И едноставно ја изгубија битката како СССР против САД во студената војна. Овие ги тепа на луксус. Крај, толку едноставно не можеа да ги следат. Види, јас неретко кога е самиот сајт во прашање,
Многу ми е интересно луѓето кои профитираат во сферата на културата, сметаат дека мене ми е задолжение да ги промовирам. И такви ми се интересни одредена форма на издавачи, промотери и слично, и ако им кажеш дека тоа може во одредени рамки да биде направено, или минимално, или било што, или дека треба да платат, се љутат. Како мене да ми е задолжение, нели, нив да ги промовирам. Јас викам, добро, дајде да изнајдеме некаков модалитет, некаква деловно-техничка соработка. Нема проблем, ќе ви отстапам во главниот простор и повеќе од што треба, но да има некаква надокнада или било што. Не сакат, пробуваат се да добијат на жими мајка, иако на крајот собираат кајмак, нели, отвараат дуќани на луксузни локации кои вредат стотици илјади евра. Збориме за затоа и имаат они. Па добро, на крајот пак ќе платат. И тоа ќе платат 10 пати повеќе него тоа што можеле да го направат кај мене. Јас сум горд за една работа. Јас следам некаква статистика и некаква аналитика. Сајтот генерално во најголема мера 65 до 70% беше и е следен во Скопје. Околу 15 до 20% е следен веруваш или не во Битола, можеби има врска и со моето, нели, потекло од таму фамилиарно. А може би има и врска што јас во минатото па и сега во добар дел и ги покривам. Знаеш, Битола сепак има 4-5 културни установи, за разлика од помалите градови каде што има една или две. Така да тоа што се случува на сцената во рамки, пак ќе кажам, на моите можности, го имам третирано. Во изминатиот период тоа е многу послабо, затоа што се доведов во ситуација сам да го работам и е физички неизводливо, неретко да ти кажам, немам ни желба ни мотив да го терам. Сепак луѓето треба да знаат дека тоа е еден од ретките сајтови кои буквално е работен на волонтерска основа со да кажеме професионално гледање на нештата. Но јас сепак одам на работа, бркам некои други работи приватно за да, нели, опстојам во животот, но не се предавам од агендата за опстојување на сајтот. Еве, пишувам и во други медиуми колумни, се трудам, сепак јас сум човек од културата во основа, и работам културна установа и се, и желбата и мотивот ми е да тој сајт како таков остане жив едноставно, да екзистира. Секоја чест. Ова е добра работа, ми се допаѓа затоа што non-biased информации добивам овдека, без дополнителни реченици, туку, а не е ни она насочно, и плюс тоа работи кои ретко ќе ги најдеш. Знаеш, тешко им е и на самиве корисници пред 10-15 години, има интернет, не знае што да прават, кај да отворат. А сега има толку многу портали да веќе, нели, потребни се генератори на вести за да човек може да одбере. И тоа е некоја вештина која се учи. Но, човек си од културата, па сепак го сврте вниманието со политички анализи, го сврте со анализи кои се претопуваат една во друга и мене тоа ми се допадна. Еве, за жал разбрав дека веќе си имал ти настапи на телевизија, не сум ги проследил. Понекогаш дури и намерно изгледа јас се држам неинформиран и наивен и да направам будала од себе, колку да, затоа што посочен ми е муабетот. Знаеш, као прв пат те гледам и вадам што е можно повеќе од тебе. Имено, моето внимание ти го сврте со твојата колумна за изборните модели, што е доста интересно, но нема да почнам муабетот со незе. Знаеш, сега кажа една реченица за модалитети на финансирање кои малите земји едноставно не можат да ги играат на начин како што ги играат западните земји кај што има пазар, каде што има простор, каде што има можност една компанија да одвои например за 30-40 портали, банери и така натаму, и сето тоа да му дава една сценска живост. Кај нас тоа ретко кој го може. Мислам дека во овој момент тоа го прави само Витаминка. Она е негдека на едно 50 портали, ако не се лажам. Но, она што сакав да те прашаме, многу е актуелно и вчера го одложивме, ние имавме закажано интервју, да. Го одложивме, се сложивме заедно дека
вчера беа емоциите и фокусот толку големи на случувањата во врска со Вардар И со ракометот, да. и со ракометот, да е подобро да одложиме за денеска малце мирно, со пополни стомаци и полабавено ќе не следат. Имаш ли некое свое мислење, твое видување, а ќе дојдеме пак на онаа вода што го говориш, како го доживеа се во ова, навистина беше голема катарза и многу неочекувани реакции. Прво јавно сакам да им честитам на ракометарите на Вардар, на управата и на сите за ова бесконечна радост што ни ја донесо. Јас, како да ви кажам, бе вон себе овие 2 дена. Не знам колку луѓето се во тек, се повторуваат работите. Ова е фантастично. Мислам, пред 2 години кога Вардар стана европски шампион, беше на врвот на своето екзистирање, на врвот на своето постоење. После тоа се опсипа таа екипа, значи си замина Лука Циндрич, си замина уште неколку ракометари. Браво, Александар, добро си информиран, Да, пубаво. да. Терај. Минатата година повторно уште помојкно почна, повторно влегува во Final Four. За 2 утакмици ги изгубија со по 1 разлика и 2 и завршија неславно, да кажеме, 4, иако беа дел од тоа големо представување. И уште поголем осип се настана тимот со тоа што замина, нели, генералот на таа екипа, Гонзалес замина, Раул замина за Пари Сен-Жермен, замина најголем дел од екипата, значи замина и Дужебаев, и Абутович, еден куп играчи, замина скоро цела прва седморка, си замина Арпач Тербик, кој 4 години беше најдобар голман. И кога сите почнаа да коментираат дека Вардар тоне, дека Вардар ќе го нема, што направи Вардар? Донесе играчи или недоволни, значи ова го докажува она што јас го зборувам меѓу пријателите и за ракомет, и за кошарки, и за фудбал, и за било кој спорт. Дека неретко луѓето во сенка, кои никој не ги гледа, дека тие ја вршат работата, не е се до парите. Вардар се зборува дека буџетот е меѓу 3 и 5 милиони евра. Не знаеме колку точно, мајве меѓу 3 и 5 милиони евра. Пари Сен-Жермен е над 20 милиони. Не влезе меѓу 4-те. Барселона е над 10 милиона евра. Не влезе меѓу 4-те. Германските екипи од 18 колку што идат во прва Бундеслига, првите 6 или 7 имаат буџет од 8 до 13 милиона евра. Ниједна германска екипа не влезе. Вардар и со таква скромна финансиска конструкција успеа да влезе 3 пати поред на Final Four, 2 пати да победи. Луда работа. Покажува една работа, дека хемијата внатре, мене ова многу ме потсеќа, љубителите на спортот. Довршија реченицата со хемијата, па на... Да. Таа хемија, што сакам да кажам, многу ме потсеќа на Валенсија, фудбалскиот клуб пред 20 години. Што правеше Валенсија? Постојано беше зад Реал и Барселона, готово беше невозможно да ги стигне. Високо котираше во Лигата на шампионите и секоја година за рекордни трансфери ги продаваше најдобрите играчи. Клаудио Лопес, Иска Мендиета, не знам кои се други бе. Секоја година го продаваше најдобриот играч за најголеми пари, купуваше неколку и пак колективот опстана. Вардар е многу голема поука за нас како народ. За бизнис, за семејство, за начин како се успева, како се станува најдобар. Прво, најголем дел од спортските колективи кај нас немаат детерминирано кој е главен. Се направи како акционерски друштва, се уште може да го превземе општината, да го земе ова, најлесно е кога се трошат туги пари. Во дадената ситуација, многу луѓе го навредува, не го сакаат сопственикот, нели, русинот Самсоненко, но се испоставува дека таму каде што еден човек е главен, вели Јанко, ти си одговорен за тоа, Петко, ти си одговорен за тоа, барем резултати, очигледно резултати има. Најлошо функционираат спортските колективи кои сакаат, прост пример за тоа ми е кошарката, пример каде што во кошарката скоро сите клубови се општински. Општински, собственик е општината. МЗТ е собственик, Аеродром, работнички собственик е општина Центар, Куманово е Куманово, значи општините даваат пари, ќе му дадат некој буџет 100, 200, 300 илјади евра, 500 илјади, не знам колку, ќе одвојат. И тие се задоволуваат со некаква локална рамка. Да бидат први, да бидат втори, да влезат во плейоф. На европско ниво нема ништо.
Гледај што се случува во ракометот кај Eurofarm. Силјан Мицевски, газдата на аптеките Eurofarm, проба повторно се врати во Пелистер после 20 години. Виде дека многу луѓе околу таа лепотица, нели, Пелистер, сака да ги мешаат своите прсти. Виде дека не могу даваат клубот да биде негов, како негова собственост. Излезе за еден помал клуб кој никој не го знаеше локално, како работник во Битола е како ССК Младинец, да кажеме, работнички као Балкан, као ФК Балкан. Пандан Скопски во некоја спортска смисла, да кажеме, го зеде работник, го направи Eurofarm работник, и тој е сега подобар и од Пелистер и од Металург. Тој е втор веднаш зад Вардар. Играше во Европ купови до завршница, до последни 8 остана, и јас предвидувам дека работник Eurofarm за година до 2 ќе биде на ниво на Лига на шампиони. Збориме за ракомет цело време. За ракомет. Eurofarm работник моментално и тренер ми е Стефча Лушевски од пред некој месец. Стефча Лушевски е легенда на македонски ракомет. Во ракометот е исто така и шлифуван. Проба со странци, изврте они 3-4 странци како тренери во клубот, боглавно некои српски или хрватски тренери, и на крајот ставија домашен, и јас мислам дека Лушевски е тој кој ќе биде иднината на Eurofarm работник, и јас тврдам дека он ќе биде новиот Металург. Купува млади македонски играчи, прво инвестира во наши и собира странци. Прашање на време, тоа што ти го кажав, клуб со собственик, кој се знае кој ги влече конците, има шанса да успее. Прашање дали тој модалитет ќе успееме да го ставиме во функција. Океј. Генерално се согласувам со така. Така е со Јувентус, кој го држи Ањели фамилија, да. Така е со Милан, кој доскоро Берлускони, знаеме какви успеси имаше, или Абрамовиќ со Челзи кој беше така клуб. Но има една друга работа. Например, Барселона. Барселона е малку поинаков систем на владење. Таму не е еден собственик. Таму граѓаните членството. Тие што се членови, да. Они вложуваат во клубот. Они гласаат во целата работа. Таму е малце пона колективитет. Еве, не можеш да кажеш кој е собственик, значи не може да излезе, не знам, Педро Моралес е собственик на Барселона. Стресно е тоа работење, ќе ти кажам зошто е стресно. Иако во случајот на Барселона апсолутно ефективно. Нели? Барселона има да не сгрешам, не да не зборам треснам. само за зборам Барселона како колектив воопшто. Иначе само да знаеш една работа, ФК Барселона, фудбалскиот клуб Барселона, е собственост на СШ Барселона. Значи ракометниот клуб Барселона не е башка правно лице. Не, тоа е свет Барселона. Они имаат, еве и на Facebook... Имаат уште два клуба кои играат у пониски лиги и никогаш не се квалификуваат за повисоки. И да се квалификуваат, се откажуваат. Се откажуваат, да. Но, еве ќе ти кажам, кошаркарскиот клуб Барселона, ракометниот клуб Барселона и уште неколку други барселончиња... Одбојка и што ти ја знам, така, машка, женска... Ама се, види, една работа. Сите тие заедно, на купчето Барселона како конгломерат, партиципираат со 10%. Еве сега ќе ти кажам зошто. Не, јас за друго зборам. Кој е главниот? Кој е мозокот? Кој е прв? Главниот они функционираат на начин на избори. Значи, значи гледаш, малце што ти зборам, и мене ми е збунувачки, пошто вчера го кажав. Дали е подобро да знаеме дека ти, Александар, си газда, или имаш едно цела плејада на луѓе кои гласаат дали ти ќе бидеш, дали ќе те ротираат со друг, збораме за исклучок, не за правило. Ова е исклучок. Ова е исклучок. Зошто? Затоа што тие 100.000, 130.000, да кажеме, членови, кои плаќаат и чланари, немаат годишна карта за на стадиони се, тие гласаат, нив на 4 избори, на 4 години на избори им се појавува одредено лице, кој е докажан во средината, дал како бизнисмен, дал како истакнат спортски работник, и тој оди со програма. Слично е, не баш исто, но слично е, и Реал го прави тоа, оди на програма, пример, кој да е председател, доаѓа и вели, јас ќе ги донесам тие играчи, ќе направам тоа, иако јас пак ќе ти кажам, тоа е меч со двеоштрици. Ако го земеш спортскиот пример на Барселона, ке Барселона јас сметам за нешто друго многу поважно. Тоа е масијата, тоа е нивната школа на млади деца, на таленти кои ги прибираат, и од таа школа во секое време, половина од екипата, која е во првиот тим, потекнува таму. Дури нашиот Малиов Бабунски беше таму. И доби шанса, сите добиваат појаките. И кога ќе видиш во право си, најјаките клубови имаат најјаки школи. Милан,
Juventus, Manchester United, па они се познати со нивните школи од кои се генерираат. И гледам Абрамовиќ колку што вложува, сега затоа што стварно сака да го крене, например, клубот, бидејќи беше, најголемите вложувања се во нивната академија. Или, например, ако сакаш еве уште попрост пример, Пандев академија, се ја правам споредба со фудбал, малку сум поинформиран за фудбал за разлика од тебе. Сега влези трете во Македонија. Нели, со своја академија. Пази, едини спортиста кој го знам, не купуе кафичи, ресторани, не гради згради, не гради згради, направи академија, купи автобус. Види сега како му се враќа. И ова до крај на животот Пандев може само да расте. И како бизнисмен, и како човек, и како спортски работник. И пази, не работи само во Струмица. Има академија во Штип и во Кавадарци и во други градови. Не е, да не грешиш душа, не е само во Струмица. Па ќе испадне ова дека е Добро, во ред? Сличното е сега, сличното да знаеш, во ракометот, пак ќе кажам, не знам колку си во тек, долги години го правеше Металург во машки ракомет, па и женски, а продолжи да го прави Вардар. Значи ти имаш 15 вардари, 15 металурзи. Сите оние деца што ги гледаш, што сега... Види, јас ти гарантирам дека Металург секоја година доди со буџет од 150.000 евра, што за врвен клуб што игра во СЕХА лига и Лига шампиони до сега, се смешни пари. Металург секоја година му одат по 8 до 10 играчи и пак вади нови и пак е втори или трет. Од кога нели крахираше финансиски пред 3-4 години. И кога идеш втор, трет, онда и скапо продаваш. Што прави Металург? Металург долги години го чуваше Лино Червар, сега мои пријатели кои се тренери македонски, кои лично ги познавам, не го сакаат многу Лино, не навлегувам во нивнијата причина зашто не го сакаат, се сомневаат за негова стручност, знаење, не знам што, јас велам една работа. Човекот е стар вол, скоро 70 години, што му освојувал титули, што му има резултати, а други почнали, направили, не направили, извини, резултатите говорат се за него. И сега, пример ќе земам ваков. Во актуелниот состав на Металург, јас ти гарантирам дека за година-две до сега, кога се повлечат одредена бројка на играчи од репрезентацијата, како Киро, ги гледаш веќе се повлекува Миркуловски, Наумче го нема неколку години, Брајке Марковски се еве над 30 години, Борко е 35-6, Никола Митревски вториот голман е 33-4. Значи, за 2 до 3 години, кога сите тие постари, целосно ќе се повлечат, тебе во репрезентација ќе ти останат 90 на 100 деца што излегле од школата на Металург. Значи, тие во било која фаза во животот играле во Металург. И сега, дури да се расфрлани низ Европа, во Европа, тоа се играчи кои заедно 2, 3 или 4 години играле заедно. Значи, ти оној проблем што 90 на 100 од репрезентациите го имаат во игрување, го немаш, тие играле заедно. Тие во основа се во играни. Така? Значи, гледаш добра иднина. Во ракомет, апсолутно. Не гледав, многу бев скептичен за кошарката. Со Перо Антич мислам дека нешто ќе се смени. Перо е тежок за полтрони, за лигуши кои ќе му се закачуваат. Се надевам дека ќе остане таков и дека ќе воведи позитивни промени. Пеце смени работи во кошарката, ама Пеце мислам дека Наумовски дека на нож беше со многу луѓе. Проблемите настана во кошарката претходно. Мрме Ангеловски, иако го напаѓа, тој селекторот на фудбалската репрезентација, тој исто така со стил направи, го задржа Пандев како величина, дури да не игра многу, како авторитет, пошто Пандев 2,5 години играше во репрезентација, го врати назад, и овој со 36 години се уште игра, и собра деца кои мање више во година две сите ги прода, единствено Муслију и Бейтулај останаа во Шкендија, а другите сите веќе во странство играат. И тоа ви останаа во Шкендија затоа што Шкендија добро плаќа, е шампион на државата, знаеш, и ги игра како тандем во одбрана. Се друго што е во репрезентација игра во странство. Еве напиши сега на 7 ки игра Македонија 2 утакмици имаме со Полска и не знам со Словенија во Скопје, сега на 7 на 10 на градски стадион има. Можеш да забележиш дека сите македонски фудбалери играат во странство и сите играат во нивните тимови, ретко кој е резерва. Не е битно каде, јас се сеќавам на некои времиња пред 10-15 години ние се палевме ова игра у странство. Види колку такмици година ти изиграл 3, 2.
Джабе игра, да, седи на клопа. Тој е платен таму, му даваат одредена сума пари, он има подпишано. Но ние збориме, битно е да биде активен, а не да е у странство. Тоа е супер. Види го Ежджан Алиевски, човек игра во Лиц, се него каже втора лига англиска. Чихе втора лига. Англиска е, не е. Знаеш ли кој му е тренер? Марсело Биелса, селекторот бивш на Аргентина. И ој Биелса игра 45 утакмици годишно. Растура, Џани Алиевски, сите Енис Барди од Чаир, човече. Енис Барди од Чаир, обично дете чаирчанчеве, јас каде што имам израснато и се. Енис Барди, човече, игра во Шпанија. Во Шпанија игра. И то Делка, минатата година беше... Браво, бе, Александар Цар, си подобар си од многу спортски работници кои ги чуја. Збори, уживам. Немој да застануваш. Минатата година, тоест ова актуелната, беше втор голгетер од слободни удари после Меси. Значи, ако Меси дал 6 голове, дал 4 или 5 од слободен удар. Нешто на Требизаршови, като дури ти е чудно да кажеш дека во Шпанска лига дете од Чаир, кој има 23 години, делка голове слободен удар. Луда работа. Претходно, знаеш како излезе? Македонија Ѓорче Петров, не знам каде, потпиша за Ујпешт во Унгарија, просеше, Ујпешт дожда, од Ујпешт во Шпанија. И ти вака прашалници. Малиов од Бутел, Елиф Елмас. Дете локално од што викаат од северот на Скопје. На 16 години прва утакмица игра за, и то бевната утакмица во европски купови, баш актуелниот селектор Игор Ангеловски Мрме го стави јас бевната утакмица. Европски купови си игра и баш играше Малиов, го стави со 16,5 години. И деца се сеќавам пред мене дечишта 5-6 беа, школските му биле. Викам чеке кој е? Наша генерација од кај нас од Бутел, јас вака 7 збунет. Малиот ја изигра сезоната, потпиша за Фенербахче. Се памтиш ти пред 15, пред 20 години, ние се радувавме кој македонски играч, ќе отидеше од тука. И то зрел. Зрел играч, 25-27 години, кој Чирич, ќе подпишеше за ЦСКА Софија, за Левски. Или ќе отидеше во Партизан, доживљај. Леле, што го извади Чирич? Што ми го спомна? Срце ми прелупа, човече. Ама не, во ЦСКА, пази, овде дал 36 гола минатата година и трансфер ЦСКА Софија. Чирич имаше сезона под 30 во Македонска лига. Не, нигде. Газеше. Сегде газеше. Па споменик му направи у Германија, човече. Да. Тој човек како немаше... Тенис Борусија, вамо, Кајсенот, Нимберг. Голгетер, невиден. Расен. Не се возбудив и ја малце ме дигна со муабетот. Затепавме спортски. Да, ако и би сакал, затоа што имаме долго, така можеме вториот дел да го посветиме. Но, да се вратиме на Вардар. Ајде. Што се случува? Еве, нели, Самсоненко доаѓа и прави вистинска преродба. Прави еден вистински храм. Го дига Вардар, вложува во тимот. Има јасна визија што се каде. И ФК, да. Да. И ФК чат пате. Фудбалот е малце по-долгорочни, малце повеќе пари. Треба, очигледно, он ги нема тие средства, иако војна, во ред. Но, за РК, стварно му иде. Стварно му иде. Сега, што се случи? Што се случи лани, он вика, ја више немам пари, им дава исписници на луѓето. Ја многу не ми е позната таа политичка, економска игра. Мислам, не знам ни што е бизнисот на Самсоненко. Одеднаш, како богаташот веќе и нема пари. Не, види се. Знаеш како, вака. За разлика од фудбал, ракомет не е спорт кај што ги враќа вложените пари. Не ги враќа. И кој сака што сака нека каже, ракометот, значи во ракомет нема трансфери. Трансфери со купување играчи, барем јас немам слушнато, може имало некогаш некој обештетување, но нема. Гледаш и Кристопанс, кој сака да го земи Пари Сен-Жермен, не вика на 1-2 милиона да дојде одма, него вели до кога ти трае договорот, на Кристопанс му трае до крајот на наредна сезона, и му вика, добро, ние ќе потпишеме за наредни 4 години од крајот на наредна. Значи, ако ги видиш, значи, ракометот не е клуб, не е спорт кај што се плаќаат трансфери. Таму само се крева плата. Или одиш за подобра кариера. Нели има некаков раст кариерен, има можност за заработувачка некаква солидна, но не можеш да кажеш дека е некој ракометар што добро се офајдил, збориме за некои големи суми. Кире се офајдил сигурно во кариерата, ма Кире 20 години игра на врвно ниво. Значи, ако ја видиш биографијата на Кире, знаеш кај се играл Кире?
Кире од Борец дојде во Пелистер со 17 години, уште средношколец, 2 години во Пелистер, активни, 2 или 3, 2 мислам. Од таму оди во Загреб 2 сезони, па оди 5 сезони во овој тимот што го тепа Вардар, во Фотекс Веспрем, тогаш е Фотекс, сега Телеком Веспрем. Кире Лазаров има играно 5 години за Веспрем. За овие што Вардар ги тепа. 5 години, дури унгарски зборува. Кире сум го слушал на интервјуа и се. 5 години игра во Унгарија за Веспрем, пак се враќа во Загреб, уште 3 сезони, со Ивано Балич, со тие која газеа пред 13 години Загреб, која беше велесила. Од таму оди во Шпанија, Сиудад Реал, па Сиудад Реал станува Атлетико Мадрид, каде што одигрува Кире уште 3 сезони, поди во Барселона, уште 4 сезони, и задниве 2 или 3, сега трета мислам дека ќе игри уште 2 години, има договор на крај на кариера, во Нант. Значи Кире единствено нема играно во Бундеслига. Но гледај, во сите можни величини, во 4 или 5 лиги има изиграно, на врно ниво, Кире веќе возрасен играч, но е, види, сите листи да ги видиш, Кире Лазаров е најдобар стрелец на Лига шампиони, најдобар стрелец на светски првенства, на европски првенства. Значи, он е на ниво као Пеле. Тој што е број 1, тој е, нели? И тоа за европски рамки, не за светски. наши. Светски, наши е смешно. Светски рамки. Тој за репрезентација има 1300 гола дајно, мислам, повеќе мора да прави. Повеќето играчи има 200, 300, 400, 1300, 1400 гола. Апропо платениви играчи. Значи најголеми пари сега земаат играчите, предпоставувам, на Пари Сен-Жермен. Се собраа живо. Карабатич, Хансен, претходно Коплјар играше за нив. Се што вреди светски, на Генсхаймер, најдобриот германски играч кај нив, се што беше најголемо, Пари Сен-Жермен го плати. Зошто? Затоа што Пари Сен-Жермен ракометниот е исто како што беше Барселона под фудбалскиот, нели? И ги купува тие играчи. Ја јача таа, да кажеме, екипа, прави 20 милионска екипа во ракомет. Џабе. Еви Раул го донесе од Вардар, не им испорача. Зошто? Затоа што тие играчи, колку да се гениални, колку да се играчи кои со еден удар можат да решат цела утакмица или било што, мал притисок ќе се случи и во француско првенство ќе изгубат од Данкерк. Ќе изгубат од... Ракометот е малце по-лабав за разлика од фудбалот, каде што стварно можеш од било кого да изгубиш и од било кого да победиш на некој начин. Па да. Но, еве да се вратиме на моето прашање, да го добијам одговор. Што се случи со Самсоненко? Зошто овие момци 9 месеци се без плата? Се испостави дека се 5. Та мит беше, да. Види, мислам дека, апропо праша што како, јас колку што знам, са немам детално негово портфолио, но тој меѓу другото беше собственик на европско ниво на оние сајтови и дуќани за кладење Bad City. Тоа е негова фирма, нели? Човекот од она што последно јас гледав, нели, кај баш интервјуто што му беше минатата година кај Васко Ефтов, каде што објаснуваше каде се што прави, значи човекот си влегол во одреден голем инвестициски циклус, каде што гради во Русија, знам дека има тениска школа во Германија, овде нели има 2 објекти на плоштад негови што ги има, 2 згради. Предпоставувам дека на човекот дека остана сам. Затоа што до пред година-две на дресот на Вардар имаше еден куп спонзори. Еден куп спонзори имаше. Сега тие спонзори ги нема. Зашто? Шпекулира. Ако сакаш, ако не, идеме следното прашање. Па мислам дека е очигледно. Очигледно по прашање на политичката неподобност. промена. Па да. Па види, знаеш како, не научивме никако народ, никако држава, не научивме да ги одделиме личните ставови со професионалниот однос. Хипотетички. Ти се допаѓа мојот сајт, не ти се допаѓам јас. Тоа што не ти се допаѓам јас не ми прави муавет. Но немој да уништуваш нешто што мислиш дека вреди. Јас имав пред година ден од некои познаници, пријатели, желба да ти го купиме, го направим, нема шанса. Или поставив смешна цена за инет за да не го продадам. Свесно. Тоа што е додадена вредност на државата, без оглед дали е култура, дали е спорт, дали е инфраструктура, дали е било што, мора да биде одгледувано. Разликата помеѓу нашата држава и сериозните држави е што тие градат митови од луѓе
и митови од колективи, културни или спортски или било какви, и тие се икони, тие се недопирливи. Значи, Милан си е икона на Италија. Берлускони, ако го некеш, ти имаш личен проблем, ти. Но Милан е фудбалски поим. Ти можеш да не го сакаш, како беше оној глумец... Анјели. Анјели, не, сакав пример да кажам за Америка. Многу е контраверзен на стари години, задниве 15-20 години, борецот за поседување на оружје во Америка е Чарлтон Хестон. Чарлтон Хестон, Бог да го прости, тој скоро почина на 100 така. кусур години. Скандалозен за сите пари. Да. Право за носење оружје, право за пукање. Да, апсолутно. Терсен е човек, тежок човек. Али као глумец. Никој не му го напаѓа ликот и делото, му ги напаѓаат одредени ставови, но не го шиканира некогаш него лично. Тоа и сега почна таму на Таква битка прљава. Таква битка прљава, шарената, експериментот ние овде кај што го окркавме, веќе почна се шири. Таму се шири, апсолутно. Еве само да се надоврзам па да продолжиме со разговорот. Репрезентативецот на Словенија Сташ Скубе откри дека во Келн имале дополнителна мотивација откако на ракометарите им биле исплатени најголемиот дел од долговите, а добиле ветување и за убави премии. Значи Скубе ова го изјавува дека Самсоненко останува во Фарда, дека им ги исплатил долговите пред Final Four во Келн и дека им ветил убави премии. Види, Скубе... И покрај ова, тешко дека, да, или па, што да ти кажам, на прегладнете луѓе кога ќе им фрлиш добра гозба, дополнително или... Мислам дека и наетот најмногу водилка им беше, И не натот. толку парите. И Тие решија Ма не терат од може бе, крај. Александар, и Види, на две... знаеш кој се откажа? Види, знаеш ли кој се откажа од таа приказна само? Кој? Црногорецот, Борозан. Си спокара пред месец-два, тогаш и се откри дека немало пари, или тоа се криеше, и Борозан прекинал да доаѓа, не знам што, воно и од клубот му рекол, добре, не се враќај. Можеме без тебе да не нарушуваш атмосфера. Го спомна Скубе. Стар Скубе за мене го гледа вчера Веселин Вујовиќ на арена во очи почетокот на финалето. И Вујке, кој што е селектор на Словенија, го знае Скубе, знаеш. Најдобро го знае, пошто Веселин Вујовиќ е селектор на Словенија за 4 години. Ја го гледав, Вујовиќ беше на арена. На арена, да. Така убава анализа за И сталожена што не личи на него, пошто он обично нели див. Многу е, да, брз. и ја вакав џашен го ислушав од до што Веселин Вујовиќ ретко добра анализа даде на целата Одлично. работа. Мене ме изненади. Тој вели вака. Знаете, вика, Скубе е играч кој не трпи да биде втор. Тоа малото нервозното. Значи, Скубе е буквално, ај вака да ти опишем, со малку послаб, моја градба. Мислам дека јас баш за ракометар не личам. Значи, моја висина е плюс... Вчера му го спуштија микрофонот. Да. Отров. Значи, они Криштопанс се најсмешната комбинација на светот. Значи, разлика меѓу нив скоро 40 сантима. Да. Мало бекче, кој не е 1,70 и нешто, и овој 2,15, 2,17 некој викат. Див. Јас неколку пати ги имам гледано тајмаутите на Вардар. Скубе е тој што му вика на Парондо, чекај, ја ќе кажам. И јас не знаев дека е човекот таков. Многу луѓе, Милосављев е величината, за многу е Кристопанско, изеде Кјотек и даде еден куп голови, за некој е Карачич, за некој е Рожерио Мораеш, кој се истепа исто така здраво. Сите партиципира. За мене цела оваа сезона, поготово и финалето, иако не одигра врвно, често и го вадеа, нели, поготово првата утакмица не се снајде со Барселона, па Дисингер го играше второ полувреме, па он се врати. За мене Сташ Скубе е моторната сила и јас правам анализа и велам, правете што ќе правите, ве молам тој човек, ако можете, задржете го до крај на кариера. Тоа човече, тој мал лик е... Епицентар околу кој треба да се гради. Да. Так. И со оглед дека има 28 години, до сега беше Дибиров, иако Дибиров никош не бил говорник, ама бил некаков авторитет од тоа што гледам. Сташ Скубе е за мене појам. Значи, јас сум апсолутно воодушевен од тоа човече, од таа енергија. Она што беше Тоти у Рома, Малдини у Милан, тоа е тоа. Сташ Скубе е донесен во екипата која Вардар ја елиминира за да влезе во Final Four, Пик Сегет. И еве како дошол. Се заминува вториот словенски репрезентативец кој се тепат за исто место во репрезентација на Словенија, Дејан Бомбач, врвен играч, класен играч.
И пред 2 години Дејан Бомбач заминува за Пик Сегет, уште поголема екипа, кај што сега ќе игра Карачич, кај што ни замина Душебаев, каде што замина Циндрич, или Пик Сегет, се ни купуваат кај нас, ама џабе не им иде. Заминува Дејан Бомбач за Вива Келце и унгарци од Пик Сегет од Сегедин го купуваат Сташ Скубе. Сташ Скубе игра 2 сезони и тимот решава да го врати Бомбач. После 2 сезони. Сташ Скубе вика сакам да си одам. И Вардар користи шанса, го носи во Вардар. Значи рачуни да не го направиле тој потек, ништо чудно е да си останал таму во Пик Сегет. И јас, како да ти кажам, следам фанатично ракомет, никогаш упадно не ми оставил впечаток како играч. Бил добар играч, ама овде се најде. Овде се препороди. Мислам дека еден од оние луѓе што го понесува атмосфера, што публиката го крева и уште толку гине. И во комбинација со дивот со Кристопанс, младиве генерации. Ти благодарам многу за јавувањето и мислам дека е тука некаде суштината, што ја кажа ти неколку пати на почетокот, која мислев дека ќе не однесе у политика, ама останавме за спортот затоа што ми изненади со твоето елоквентност. За елоквентност си елоквентен, те познам, но имаше енциклопедиско познавање за многу работи, што е реткост, нели? Бидејќи елоквентни има луѓе, ама како мене, кои многу зборат, а ништо не кажуваат. Ама ти кажуваш работи. Благодарам. Во суштина, ние 4 години имавме протести, негативна енергија. Ќе ја биде Македонија, нема, апсења, смена на устав, протести, промена на Преспански договор, протести, референдум, негативно. Да. Види, јас пак ќе ти кажам, имаше еден, како беше оне пуничкиот Мајкл Мур, така? Така. Мајкл Мур имаше една многу добра компарација помеѓу па добро, јас се воздържувам воздржувам да. И јас сум во моментот пуничок и неќам дебел да ме викат, иако не сум нешто огромен, ама сум overweight, политички коректен да бидам. Колега. Да. Мајкл Мур имаше една прекрасна анализа во една ситуација. Компарација правеше помеѓу канадско и USA општество. И правеше... Збориш за Canadian Bacon или некој интервју? Не ми текнува... Пошто филмот е општ циркус, ако не си го гледал. Не, мислам дека имам изгледано се од Мајкл Мур, го памтам само оваа секвенца од неколку минути. И се вика, споредува Торонто со пример Чикаго. И вели оди во Чикаго. Параноја, нервози, луѓе носат оружје, право да имаат оружје, врати заклучени, решетки. Оно оди во Торонто, човекот. Исто голем град, нели? И оди по улици, почнува да отвара врати по кујки, им влегува дома. Документарец се го знам. Им влегува дома. И се пази, ај помисла твоја, знаеме кај живееш, во центар таму, рачунај непознат човек да ти отвори вратата и влези дома. Буквално да ти отвори кваката и да те начека во предсобје. Која ќе биде твојата реакција, ама наискрено? Јасно, добро. Јасно. Канаѓанецов му отвара врата и вика, "Hello, може да ви помогнам?" И ја вика, "Отклучено ви." Вика, "Да." Вика, "Зашо не заклучувате?" А вика, "Зашо да заклучувам?" И сега, ово ја бара поентата на нешто. Диса првата логика на народот вели. Вика, гарант, вика... Само кажи им на луѓето дека се работи за 2 града од другата страна на езерото. Езерото Онтарио. Не од друга планета или друга држава или 1000 километри. Да, како... Де факто од другата страна на Онтарио е. Да, и 2 големи града, милионски, значи не збориме село нешто. И сега вика, во Торонто отворени вратите, во сите кујки, луѓето опуштени вака, онака. И сега вика, што мислите, што е причината за тоа? Што е? И са првата логика што луѓето викат, па ваму во Америка има поише криминал. И овој вади статистика. Искача дека во Канада има повеќе криминал. Повеќе убиства, повеќе просек на 1000 жители, нели? Овде ако имало 8, овде имало 11. И овој го зема далинското и вика, што има на медиумите? Пушта канал, америчка телевизија. Хеликоптер брка коли, како се бркаат. Криминал, убиства, пушта друго. Силување, убиство, ова, она, пушта канадска телевизија. Премиерот збори 4 сати, контакт со граѓаните отворено, збори за некоја поезија, песна, ова, она. Пушташ канал, серија. Еве само прост пример ќе ти кажам разлика помеѓу канадско и USA општество. Ај види листата на комичари. Оние од Холивуд што ги знаеме. 90% се од Канада. Да. Значи имаат ниво на цинизам, на ароганција, на Майкл Мајерс, нели оној сите сврти ги најпознатите комичари што ги Джим не. Кери. Јас се изненадив се канаѓани. Све се канаѓани.
И сега, Майкл Джи Фокс, све така е е. од И таму. сега тоа малку ти... Значи, тука доаѓаш до коренот на проблемот. Што работат најголемите медиуми во Македонија, што работат најмалите? Јас тврдам дека помалите медиуми Се по-позитивни. и попитка програма имаат. Па јас преска ја гледам вашата програма додека седе во холот и гледам ново компонувана македонска народна музика. Ке вас ја има уште евентуално 2-3 канала и тоа ние малите телевизии. Има нешто на Алфа, како средно голема да кажеме, но другите не гледам дека има. Нема. Но зато има гостување од Нови Сад, од Белград, од Софија, од... И сега, прашање на приоритетите, прашање на маркетинг и прашање на решавање на национална стратегија. Тука државата може да се вмеша. Како? Доколку промовираш наше ова, не плаќаш тоа, тоа е исто ко со музиката, ти текно на финта што направи пуште македонска музика 30%, 50%, па пушта ноќе, јас пошто во радио имам работено. Добро. Неколку години и во Студент ФМ и во РСМ и во други. Добро. Македонска музика ја пуштаа ноќе од 2 до 5. Документарци пуштаа ноќе. Значи пак изигрување на законот. Турски весери што ги пушта и останатите, знаеш дека ги пријавуваат генерално као собствена програма. Знаеш како ради синхронизацијата? Тоа е Као изговорот. своја продукција. Ама ти е синхронизирано. Да. Чеке сега, ти продаваш туѓа култура, Така. туѓа држава. И сега, на било кој од нив, него му е поедноставно да откупи права, да плати глумци кои ги плаќа, верувам ми символично, Смешно. затоа што па Знам. види, Не иди во детали? значи не се смешни, сепак се некакви пари, тие пари им се на фамилиарниве да заокружат некој буџет, но на крајот знаеш што се сведува? Имаш неретко, според мене, ѓубре програма. На времето и Телма, и Канал 5, и Сител, и не знам кој од големиве. Човече има италијанско првенство во фудбал, има шпанско на Сител со години. Сега нема ништо. Сега има тук таму некој пренос жени ракомет, златен гонку боксов, вона. Зошто? Па им ги кренале цените. Да, ги кренале, заработете повеќе. Или пак, како да ви кажам, детерминирате нешто. Не можеш да имаш национални медиуми без спорт, без култура. А ние немаме ни спорт, ни култура. Изложбени, само финиширам ова. Изложбени манифестации. Ти знаеш какви институциите кај нас, Музеј на современа национална галерија на Македонија, Музеј на град Скопје, знаеш какви изложби прават? Археолошки. Добро, археолошки поеќе музејска дејност, но исто така да организира и изложби со требеништа, маски, што има и претходно, прекрасно нешто. Све е тоа маргинализирано. Каде се камерите? Не. Камерите се на пресови, пред амбасади И пред политички штабови. партии. Да. Затоа не бива. Александар, ти беше гостин, ја познаваш оваа телевизија, ќе познаваш луѓе. А јас ќе ти кажам, оваа телевизија е непрофитабилна и е направена од љубов на низиниот собственик, Ѓорѓе Ѓорче Танасовски, исклучиво да ја промовира македонската култура во секоја област. И Секоја она што е чест. македонско. Спорт, музика, филм, политика, било што да е. Ова е негова книга, ти подарувам како на сите гости и ти благодарам. Идната недела ќе ти испратешам што си разбрал, затоа што ми остана должен да збориме за твојата последна колумна, а тоа е за изборните модалитети кои треба да се спроведат и е многу интересно што си многу компатибилен со овој човек преку неговите соопштенија преку Македонска алијанса. Ми Тоа е беше уште задоволство. И Благодарам. мене исто, на вистина, изненадувачки ми беше вечерва и драго ми е. Ќе те ставам на платен список за редовно. Има многу од тебе цедење како голем лимон си. Ми беше многу задоволство. сок вади, се вади од тебе. И само да кажам, Повели. 4 вклучувања имаше во живо, едниот од нели познат човек и пријател, јас на вистина сум зборлест и оратор и мислам дека имам што и да кажам и да спомнам, но најсериозно се заблагодарувам на луѓето кои не ги познавам за огромната поддршка. Морам да ви кажам искрено дека бев пријатно изненаден од пофалните зборови. Јас не сум човек кој е навикнат многу да го фалат. Повеќе сакам да ме почитуваат, но благодарам за убавите зборови и суперлативите кои ги искажавте. Поттик ми се, ви благодарам многу. Тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно, а емисијата иде на YouTube.